Тема на ова пресконференција е споделување на согледувањата и податоците добиени од анкетата, што ја спроведовме во текот на месец август оваа година од страна на Стопанската комора на Северна Македонија меѓу своето членство. Инвестициите се клучот за задржување на македонската економија во период на пандемија, но и подолгорочно за остварување на неопходните стапки на раст на бруто домашниот производ од над 5%, со цел да се оствари побрза конвергенција со дел од земјите од Европската Унија. Во тој контекст Стопанската комора посебно е заинтересирана за приватните инвестиции и редовно го сондира мислењето на компаниите преку анкети. Првото прашање што се наметнува во услови на пандемија е дали приватниот сектор сака и може да инвестира. Одговорот на овие две прашања е потврден и тоа е базирано од спроведената анкета за планираните инвестиции на компаниите членки на Стопанската комора во август оваа година. Секако, овие најави може да се остварат само доколку обкружувањето во кое се спроведуваше анкетата остане исто или барем непроменето. Односно, ако нема нов бран, нови рестриктивни мерки во Република Македонија или пак во земјите наши најголеми трговски партнери, доколку вакцинацијата продолжи со задоволително темпо, со еден збор, ако ситуацијата се нормализира или пак остане ваква каква што е сега во моментот кога е вршена анкетата. Методолошки анкетата беше сочинета од два дела. Општи прашања кои што се однесуваа на големината, дејноста, собственоста на компаниите и второто специфични прашања кои што се однесуваа на инвестиционите планови на компаниите за следниот 12-месечен период, односно септември 2021 август 2022 година. Во однос на големината, најголем број од предпријатијата кои што зема учество во анкетата се големи и средни, и двете учествуваа со 31,2%, но имаме и представници од малите и микрокомпании. Според собственичката структура, најголем број од предпријатијата се во доминантно домашна собственост, додека 35,4% од предпријатијата се во доминантно странска собственост. Предпријатијата овој пат во ова анкета беа агрегирани според здруженијата во кои што членуваат во комората. При тоа, вака може ќе биде подобро за вас, најголем број од компаниите се од Здруженијето за градежништво, индустрија на градежни материјали и неметали, нивното учество е 22,9%. Други подоминантни компании се од Здруженијето за земјоделство и прехранбена индустрија, нивното учество е 16,7%, од Здруженијето за финансиски организации 14,6% и 10,4% се од Здруженијето за информатичко-комуникацијски технологии. Во однос на годините на постоење, 72,9% се компании кои работат повеќе од 10 години, 12,5% компании кои што работат 5 до 10 години и 14,6% кои работат 1 до 5 година. Во однос каде се насочени нивните активности, најголем број од компаниите во анкетата се со активности насочени дома и во странство. Помал број со активности кои што се насочени само во земјата и најмалку 12,5% од активностите им се насочени во странство. Кои се заклучните согледувања од спроведената анкета? 93,8% од компаниите кои одговориле на анкетата планираат инвестиции во следниот 12-месечен период, односно септември 21 август 22 година, што е доста висок процент и добра најава во услови на пандемија. Купниот планиран извоз на овие компании изнесува 161 милион евра, при тоа 75% од компаниите се изјасниле дека планираните инвестиции во следните 12 месеци
ќе бидат повисоки од тие во 2019 година, како последна година која што е нормална година, а не 2020 кога ја имавме пандемијата. Од прилика тоа вака изгледа, значи 75% повисоки, 19% пониски и 6% исти, ако се споредат со 2019 година. При тоа, во однос на 2019 година, најголем број од компаниите изјавиле дека зголемувањето ќе биде повеќе од 51% во однос на 2019 година. Другите податоци не би одела да ве замарам со бројки, се поделени од 10% меѓу 21 и 30 и го имате учеството на бројот на компаниите во овие категории. Планираните вкупни инвестиции од 161 милион евра се распределени на следниот начин според видот на инвестицијата. Значи, најголем број се во машини и опрема, 36%, потоа во згради и земјиште 21%, во ИКТ и софтвер 16%, истражување и развој 4% и други капитални инвестиции 23%, тука спаѓаат инвестиции во возила, особено кај предпријатијата од транспортните дејности, каде што возилата се нивно основно средство за работа, инсталации и така натака. Кои се ефектите од ваквите планирани инвестиции на компаниите? Можеа при тоа да изберат повеќе од еден ефект. Најголем број од компаниите рекоа дека очекуваат зголемен промет од 79,2%, зголемена добивка 75%, отварање на нови работни места 72,9%, зголемено производство 68,8% и изголемување на извозот. Секако дека новите планирани, ваквата најава за нови инвестиции ќе значи и добар ефект за државата во смисол на поголеми приходи на буџетот, по основ на даноци, царини, акцизи, придонеси од плати, дозволи и слично. Таквиот ефект е проценет на 58 милиони евра, што е еквивалентно на 36,1% од планираните, од најавата за вкупните планирани инвестиции. На прашањето што сметат компаниите, кои се ограничувачки фактори кои што може да влијаат на реализацијата на вака планираните најавени инвестиции, при тоа повторно има можност да изберат повеќе фактори од страна на една компанија. Во следниот период од 12 месеци тие ги дефинираат во следниве фактори. Законската регулатива и трошоци, а тука се смета на даноците, парафискалните давачки, дозволи и слично, 62,5%, значи најголем број од компаниите го одбрале ова како ограничувачки фактор за реализација на најавените инвестиции. Инфраструктурата, 43,8% од компаниите, недостаток на соодветно квалификувана работна сила, 41,7% од компаниите, недостаток на средства за работа, 35,4% од компаниите, намалена побарувачка за производи и услуги, 33,3% од компаниите и други фактори, тука е најмал процентот и тој изнесува 18,8% од компаниите. Стопанската комора и понатаму ќе продолжи да ги следи најавените инвестиции и инвестиционите планови на компаниите членки и за тоа редовно ќе ви информира не само за ова и за други активности и други наши видувања и согледувања кои што се од интерес за приватниот сектор. Ви благодарам. Според на тоа дека е година и повеќе земјава во криза, имавме и рецесија, компаниите цело време бараат поддршка од владата за да можат да ги продолжат економските активности. Логично прашање од каде сега овие 160 милиони евра за нови инвестиции?
Ова е анкета, на анкетата учествуваа наши членки, ова се нивни одговори, значи тие нормално и пред пандемијата си имале некои инвестициони планови кои што не ги реализирале, кои што ги задржале и најверојатно имат најава, ова секако представува благ и умерен позитивизам кај компаниите дека пополека излегуваме од пандемијата или барем минимално се нормализира активноста, а колку тие повеќе инвестираат и се трудат да извлечат максимум од своето работење, ќе значи подобро за нив. Секако може би да имат потреба и да ги обноват своите залихи, така да ова на некој начин не е изненадувачко. Затоа што ако ја погледате структурата на компаниите, највеќе се од градежниот сектор и од ИКТ, од информационно-технолошките компании, затоа и износот е ваков каков што е, нивните инвестиции секогаш се поголеми. Сепак е и најава. Значи, доколку не дај Боже повторно нешто се влоши, сигурно никој не влегува во инвестициона активност во таков период. Но треба да не радува, затоа што ние се трудиме почесто да го сондираме мислењето на компаниите, кога самите компании изразуваат одреден благ оптимизам дека би влегле во инвестициона активност. Јас кажала дека може за фактури за организувачките фактори, голем е процентот на компании кои што го сметаат како организувачки фактор за да регулативни процедури. Тука се инфраструктура, Така. како што имате потребно, меѓутоа и недостаток на средства. Сега најавените инвестиции, меѓутоа што треба да се помине од првото, за пуската регулатива што се постојано поливат на парафискалните компании кои имаат проблем околу документациите и целата таа бюрократија, а висок е процентот на компаниите кои што нема да инвестираат доколку се случи поради баш поради овој проблем, каде треба тука да се вртне во оваа позиција за да може да не биде овој проблем на компаниите за да се одлучат да не инвестираат. Нормално, секогаш ќе има проблеми и на проблемите треба да се работи и да се труди тие да се минимизираат колку што е можно повеќе. Ова отсекогаш било проблем, не е само сега, како што рековте, и се трудим, мислам, регулаторот се труди и работи на тоа. За компаниите секогаш ќе биде најдобро да има јасна, едноставна законска регулатива, затоа што на тој начин и најлесно ќе можат тие да работат во такви услови. Ова, јас можам само да го коментирам, бидејќи е согледување, значи ние го презентираме тука, тоа е согледување на компаниите и може би индикатор каде понатаму треба властите да продолжат да работат. Вака, како што добро спада. Визата е веќе надмината за компаниите, немаат никакви проблеми, остануваат оние деценески проблеми со парафискални давачни инфраструктура, што цело време се зборува. Сега кризата е веќе надмината и се спремни да продолжат оно што достанаа во 2019. Дали добро спаѓате? Се извинувам, тоа така не беше презентирано. Беше презентирано дека компаниите ги согледуваат условите за работење како подобри. Кризата не е застаната и се уште сме во криза, никој не изјавил така ни од наша страна, нити компаниите така ценат, нити пак владата. Но сепак има благ оптимизам кај нив, затоа што реално до сега не можевме ни пресконференција со вас да одржиме, а еве не сега, да, во помал број, но можеме со физичко присуство да се видиме. Значи, позитивно е тоа што компаниите ценат дека можат повторно да продолжат таму каде што застанале со инвестициона активност. Тоа така го гледаме, така ги гледаме ние во комората нивните одговори. Но не значи дека се е надминато. Значи дека се уште има шокови од кризата и се уште трпат последици. Секако. Големи инвестиции кои што ги планираат. Секако. Нормално дека и најголем број од компаниите кои што сака да инвестираат и имаат такви планови, одговориле на анкетата. Секако, оние компании кои што немаат некоја најава, како ќе одговорат понатаму на другите прашања?
околу 480. Инаку за информација, знаете, мислам, ова веќе оф рекорд прекоставам, ако има други прашања околу анкетата, поентата и на ваквите анкети и на изразувањето јавно на анкетите е со цел да се каже дека во услови на криза има компании во одредени индустрии кои што инвестираат, имаат своји планирани активности, имаат свој тек на своите економски активности и инвестираат. И токму поради тоа се одлучивме да презентираме дека и во услови на криза, и кога има негативности, кога има потешкоти, дали се од криза, дали се подолгорочни и од пред кризата, сепак има компании кои се спремни да инвестираат. Има најавно. Да. Да, но не барате помош, не барате нешто, билите само парафискалните давачки, инфраструктурата, работната сила, дека тоа се пречи. Како не бараме помош? Кој бара помош? Сакам да кажам, од она што видите дека може да се спречи реализацијата се овие работи кои што ги напоменавте. Нека барате поддршка од владата за надминување на кризава, некакви давачки, некакви субвенции, како што ја пакетите помош. Значи, видите, барањата помош, извинем тоните, барањата помош за ефектите од кризата е едно прашање. Ние разговараме за компании, членки на Стопанската комора на Македонија, кои во вакви услови и во овие ситуации на веќе втора година од траење на кризата, како продолжуваат понатаму со своите економски и инвестициски активности. Значи, да се разбереме, различни се двете теми. Факт е дека и ова произведува одговори во тоа кај се проблемите, но јас не случајно ве кажем, ние во континуитет имаме долгорочни иницијативи, имаме содржински иницијативи кои се работа за системски промени, за законски решенија, иницијативи за надминување на одредени проблеми. Други се иницијативите што ад хок поради кризата ги чувствуваат одредени сектори, подсектори, групации така натаму за кои имаме барања. Затоа и тие сектори кои што изгледа неколку години се влезени во овој дел на Не да не сте влезени, да туку самите тие не планира да инвестираат. Секторот се доживеа експанзија во време на ковид и Така, Токму да. не случајно колешката ги спомена, така е, да. А и не мора секогаш да бараат помош. Да, некогаш може се чувствуваат, можеби во еден дел ќе им е потребно во тоа. Пишуваме дека приватниот сектор е така да има на колапс, помош, и сега имаме 200 милиони плюс инвестиции, сега прашањето ни од каде Меѓутоа имат и компании кои инвестираат, кои работат, извезуваат, работат на домашен пазар, регион, во светот, значи не е застаната економијата во државата. Тоа веќе би било крах, така да не може ни затоа да и застане. ова што го кажува колешката, затоа ја направивме оваа анкета, затоа ја алармираме пред медиумите. Има фирми, има компании кои и во вакви услови работат, инвестираат и се развиваат. Кој што се светол зрак. Благодариме за присуството на пресконференцијата. Благодарам, поздрав.